Деновиве откако владата го објави последниот пакет на мерки, кој што е замислен да помогне во справувањето со оваа сега најнова воена криза и така натаму, сите министри разбирливо се растрчани по сите медиуми за да ги образложат, да ги оправдаат, да ги детализираат мерките. Но јас мислам дека и кај нас е добро да се појави некој од нив, бидејќи навистина се работи за една крупна повторна интервенција на државата во она што би требало да биде ситуација во стопанството, во општеството, во нешто што морам да кажем дека во капитализмот веќе се претвори со години поред како известна нормално очекување, велам во капитализмот, каде што секој би требало да успеви да пропаѓа според околностите на нормалниот пазар, но бидејќи пазарите се пореметија, сега веќе и во колевките на капитализмот очекуваат државата да влегува со интервенции, со помош за сите оние кои што се загрозени. Добро утро за господинот Фатмир Бесими, министерот за финансии. Добро утро. Министер, верувам дека кога се нафаќавте да бидете министар за финансии во оваа влада, колку години веќе помина и така натаму, не ни помислувавте дека ќе поминате низ вакви кризни години, бидејќи едва излеговте 2 години со кризата со пандемијата, која патем биде речено се уште не е завршена, иако се добива впечаток овдека дека тоа е зад нас. А поминавте низ енергетски кризи, сега се наред воени кризи и така натаму. Веројатно не е многу забавно да се биде министер, а особено не знам како ќе бидете успешен министер во сите овие. Бидејќи на крајот се поминува низ државната каса, без разлика какви се политиките. Така е. Видете, искрено ова е период со големи предизвици. И лично тоа што сум во ваква функција, јавна, сметам за предизвик. А тоа значи дека и во време на кризни периоди да имаме можност да најдеме решенија и тоа го правиме. И тоа што би сакал да го кажеме во дадениот момент и околностите да го дадеме најдоброто. Тоа го сметам дека е наша задача, а при тоа, значи и во вакви услови, покрај брзата интервенција што треба да се направи, треба да го држиме фокусот на среден и долг рок, да не се измести целата програма, односно визија за раст. Ќе дојдеме малку повеќе во деталите, иако јас не сум финансиски експерт, ама се сметам за некој кој разбира како функционира општеството. Од вакви интервенции никогаш сите не се задоволни. Значи, што и да направите, што викаат англичаните, damn if you do it, damn if you don't. Сега е главната расправа, да речеме, гледам дека некакви од приватниот сектор на компании, така натаму од бизнисот велат подобро ќе беше владата нас да ни даде пари, отколку да ја на граѓаните, бидејќи ние со тие пари ќе знаевме да ги оплодиме и да ги намалиме цените така натаму. Граѓаните викаат како тоа се овие што прават профити, пали нив ќе ги финансираме, а ние не можеме да споиме крај со крај. Што е концепцијскиот пристап на владата и во оваа криза интервенција? Таа дебата и дилема постојано ќе биде присутна. Посебно во период на криза, тоа што едно треба да биде јасно за сите, се реприоритизираат работите и распределбата на средствата, со оглед на тоа каде има поголеми штети и како да се надмине полесно. Конкретно во однос на концепцијски. Ние сме отидени, мислам, по консултации, тоа што следиме, консултации во земјата и што се случува во странство и со меѓународните финансиски институции, правиме во овој период сеопфатен пристап, односно холистички пристап, што значи гледаме од сите аспекти кај може да се помогне. Ако последната цел сега, бидејќи економијата е погодена од ценовниот шок на основните прехранбени производи и енергентите, која во главном се зајакна во последниот период заради војната во Украина. И во ваков шок за нашата економија е екстерен шок во овие категории, односно преку цените овој пат, и тоа на два клучни категории на производи, основни прехранбени производи и енергенците. Што во конкретниот случај беше нашиот пристап? Да се помогне ценовниот шок да се абсорбира. И тука се влијае во 3 категории на основните прехранбени производи, на делот на електрична енергија, како и на другите енергенци и горивата. За да успееме ние да ја постигнеме целта, морам, че ми дозволите 1 минута да го објаснам. Мора да го фатиме целиот зинџир на ефекти, односно инпути на цени до крајниот потрошувач. Ако нам ни е крајна цел цените, се извинувам, еве на прехранбените производи,
тогаш ние преку Министерството за економија се замрзнува маржата. За да знаеме дека маржата е на ниво да не се создадат екстра профити ради евентуални спекулативни ефекти. Но од друга страна намалуваме дел од данокот од 5 на 0 за тие производи и намалуваме со даноци за намалување на трошоци и во однос на горивата, што се трошок на енергентите и во однос на електрична енергија. Значи, сите компоненти... Жестока беше реакцијата, барем така јас ја проценувам, денеска и пишував коментар за тоа. Мак Петров веднаш ви одговори дека им се мешате во ја правите маржата неисплатлива за воопшто трговија со нафта, се заканија дека ќе престанат да работат и дека потоа вие ќе си го решавате проблемот. Има вчера соопштение прилично долго и морам да кажам со прилично неодбрани зборови во однос на ова се што се случува. Како одговарате на тој вид на обвинување? Во конкретниот случај, тоа што треба да обезбедиме се две крајни цели. Една е цените да не се покачат галопирачки, да може колку може да се абсорбира. Второ, да има доволни количини на енергенси и на храна во земјата. И мора ние да сватиме една работа. Дали јас како економист во моментот случај, конкретно случај министер за финансии, вие како новинар или некој бизнисмен или стопанственик во било која област, сите треба едно да знаеме, дека сме во период на голема криза. Криза која е предизвикана од геостратешки цели, криза која е предизвикана од војна која во Европа се случува. После Втората светска војна имаме, можем да кажем, во територијата на европскиот континент ваква инвазија на војна, на големи сили. И во конкретниот случај ние мора од овој аспект и да заштедиме, покрај сите мерки што државата ги прави и со постојните расположиви инструменти и буџетот што го има во располагање, нема да биде доволно. Морам да го кажам ова и граѓаните и бизнисмените да знаат. Нема да биде доволно само буџетот, односно државата да направи. Мора секој од себе. Граѓаните со заштеди и фирмите со заштеди при организација и дел од им профитите. чепкате во профитот. Тие велат дека вие водите популистичка политика, дека сте заинтересирани за граѓаните, а тие плаќаат цената. Тие велат дека нивната трговија не треба да биде дел од ваши социјални мерки. Ако сакате социјални мерки, земете си кредит, направете си што сакате, сега го интерпретирам грубо нивниот став и така натаму, не ни пипајте нас во џебовите, бидејќи ние имаме планиран профит за година. Ќе објаснам со контрааргументи. Значи, без да полемизирам со било кој, пошто не сум... А зошто се чувате да полемизирате? Се извинувам и тоа морам да ве прашам. Значи, они ви пуштаат соопштение во кое викаат дека ќе ви произведат политичка криза, преку произведување на трговска енергетска криза. Вие зборувате во некакви флоскули, вчера го видов соопштението дека сте против тоа да некои воени профитери, па при тоа не именувате кои се тие во трговијата, да прават екстра профит, а и сега одбивате директно да ми одговорите за Мак Петров. Што толку ги штедите, што е зошто не ги ставите тие работи јавно на... Не шедам никого. Јас коментирам за принципот врз кој трнуваме. Ние во ниту еден случај, во ниту една мерка не сме гледале кој е стопански субјект погоден со таа мерка или ќе се помогне. Ние гледаме целината. И затоа реков холистички пристап. Имаме линарни мерки кои ги штитат цените, тоа се намалувањето на даноците, акцизите и цената на електрична енергија. Имаме таргетирани мерки за ранливите категории, како што се 36.000 семејства, потоа пензионерите. Исто така имаме мерки што ќе значат менување на тарифите во однос и методологијата во однос на електрична енергија, во однос на дериватите и мерки што значат за стопанството за поволни кредити, бескаматни кредити, тоа. Значи комбинацијата. Конкретно за ова, во овој случај јас кажав дека буџетот и државата и владата прави се што е можно во рамките на своите расположиви инструменти и капацитети. Исто така, нема простор за популизам. Дали имаме избори ние сега? Нема избори. 2024 ќе има избори. Нема потреба за популизам ако некој преюдицира за изборни циклуси. Од следен аспект, значи во однос на придонесот. Сите треба да придонесеме. Дали тоа е државата, дали тоа се стопанствениците, дали тоа се граѓаните. Може преку заштеди, може преку реорганизација за заштеди и следно. Не може како се каже, не може да се каже дека приватниот сектор ќе генерира политичка криза. Која е мотивацијата да генерира политичка криза? Избори? Дали му одговарат избори на приватниот сектор во време на криза? Не.
ниту на инвеститори. Така да, од овој аспект јас кажав дека Мислам дека концептуално доволно ве турнав далеку за да дадете ваква изјава, малку и сакам да ме испровоцирам. Министре, опозицијата вели too little too late. Премалку предоцна е целата интервенција. Тие дури велат, ако сте знаеле пред 3-4 месеци дека ова ќе доаѓа, претпоставам алудираат на сега веќе и проценките, информациите што ги имаме и по членството во НАТО. Зошто не сте се обиделе да претходно направите одредени подготовки за да не мора сега ова вака драстично да изгледа? Да сум знаел дека ова ќе се случи, веројатно ќе бев номиниран за Нобелова награда. Кој може да предвиди вакво движење на цените на пазарите. Ние затоа планиравме буџет во однос на криза, ќе продолжи ценовната, но дека ова ќе се случи и не само што се случуваат, цените растат галопирачки, туку тие се многу варијабилни. Во текот на истиот ден има случај над 50%, на 100% и наредниот ден да се намалат и пак да се зборат. Сите рекорди се соборени, колку што гледам на светските берзи, која енергијата во прашање. Очекувате ли дека ќе има намалување, бидејќи веќе има некои вести од вчера, синоќе и па дури завчера кога почнува да паѓаат цените? Па, реков, значи, не само што одат нагоре, тоа што е она галопирачи, туку и многу варијабилни се. Например, волатилност сега, да, точно. Само не знаев точно на македонски, да не го преведам, но се пак не е ни македонски волатилност, така. Така да, и од тој аспект, значи, веќе вчера и денес има намалување и кај цените на нафта, природниот газ и електрична енергија, но вообичаено тоа се случува и за време на викенд. После се очекува пак во почеток на неделата, се надеваме да се стабилизират, иако се на високо ниво, но останува да се види на пазарот. Тоа што едно знаеме, јас го повторувам, значи тоа што е известно во овој период или период на криза, тоа е неизвестност. Единствено што е известно е неизвестност. И ние сме живееме во време на криза на големи неизвестности. Фатмир Бесими, министер за финансии. Директно прашање, а тоа и некои други колеги по своите колумни ги прашаат. Од каде ќе бидат парите за оваа интервенција? Вие до сега, велам вие како влада, во изминатите 2 години потрошивте над милијарда евра заради пандемиската криза. Ги знаеме тие задолжувања. Сега се во прашање околу 400 милиони, а како што стојат работите, тие ќе морат веројатно и да порастат во една догледна иднина, бидејќи за жал ова таму што се случува во Украина нема така брзо изгледа да заврши. Од каде ќе бидат парите, министри? За делот нив ние веќе имавме обезбедено бафер, односно програма за антикризни мерки. Тоа што е делот што беше презентиран, значи од мерките дел се прави со редизајнирање на постојните програми, каде што можеме во рамките на постојната да ги решаваме. Например, мерките што се во развојната банка се од таков тип. Потоа со други зборови се откажуваме од развојот за да стабилизираме напротив, во развојната банка се парите што му требаат на стопанството да се пушти ликвидност и дел од нив, како што спомнав, тоа што ќе аплицираме, се договоривме со Европска инвестицијска банка, околу 100 милиони евра се за инвестиции во обновливи извори за енергија. Тие се среднорочни мерки, но сега се дава приоритет, наместо да се чека за наредна година, уште од сега се договара. Потоа има мерки што ќе се бара реалоцирање на средствата натре во рамките на буџетот и дополнително во текот на годината веројатно ќе дојдеме пред собранието со ребаланс или со прераспределба. Во текот на годината опозицијата вели мора итно да се прави ребаланс. Такви се вашите проценки или? Ние тоа што постојано сакам да кажам е дека кога ќе се констатира потребата за тоа, ние ќе го направиме. Дали текот на годината може да биде утре, може да биде средина на годината, може да биде септември. Ние во моментот имаме ликвидност во буџетот. Тоа сакам да ве прашам. Каква е состојбата со буџетот? И шпекулациите се разни по тоа прашање, ако вие постојано излегувате и велите и вие и Народна банка, ситуацијата е покрила стабилна, има доволно средства. Кога кажувам дека сме стабилни, имаме доволно средства, мислам на ликвидноста од аспект на плати, на пензии и на тоа што е предвидено во буџетот. Меѓутоа, кризата носи големи неизвестности, меѓу кои овој сет на мерки кои се обидевме да го дизајнираме со тоа што во моментот го имаме и тоа што за кратко време ќе треба веројатно да се репрограмираат другите расходни страни. Прашањето од каде? Значи, дел, кажав, од редизајнирање на постојните програми, второ, со реалоцирање на средства и трето, веројатно,
во текот на годината, ќе го повторам, ќе дојдеме и со ребаланс кога ќе има потреба да се дополнително да се реорганизира средства или финансирање. Финансирање ќе биде како што имаме планирано и на домашниот пазар и на меѓународниот пазар, со тоа што на меѓународниот пазар овој пат ќе одиме со во поголем износ. Евроврзница, за тоа разговараме. Не мора да значи само евроврзница. Туку? Може да бидат и програми со ММФ, како што користевме за време на ковид кризата, односно тоа се средства за користење за земји што имат добра макроекономска стабилност, а при тоа од аспект на хитноста на потребите може да влечеме средства. За колку средства. сума станува збор, сакате да кажете? Меѓународни финансиска буџетска поддршка од Европска комисија, како што се прави тоа и за време на кризи. Со други збори, очекувате помош од Европската комисија за малку стабилизирање? Таа е безповратна помош или ќе биде кредитна? Се работи за поволни кредити. Поволни кредити. Сега, ние, кога ги спомнувам овие начини на финансирање, тоа се работи што ние ги правиме во континуитет, особено во ваков период на криза, за да обезбедиме повеќе од колку што имаме потреба. Тоа е сигнал према инвеститорите и на финансиските пазари, односно ако издаваме евроврзница кога знаеме дека претходно имаме обезбедено дополнителни средства, тогаш ние пред инвеститорите сме во поволна позиција на преговори. Тоа значи дека ќе успееме да добиваме поповолни услови за кредитирање. Па тоа сакав да ве прашам, сега ќе се влошат условите за евроврзница. Вие доскоро постигнувате рекордни некакви ниски камати и така натаму. Сега претпоставам дека тоа не се очекува. Дали е сензитивна информацијата колку би изнесувала таа евроврзница годинава или уште немате реално проценка за тоа? Многу сензитивна и многу шпекулативна, јас да го кажам. Тие што работат на финансиски пазари може да видат колку е приносот на нашите обврзници што лани ги издадовме со 1.6 и овие другите. Приносите се многу повисоки, што значи инвеститорите и пазарите очекуваат поголеми каматни стапки, но ние ќе следиме моментот кога тоа ќе биде најповолно за нас, тогаш ќе го сториме, а исто така, како што спомнав, разговараме со сите меѓународни финансиски институции и Европска комисија, доколку се укаже потреба да искористиме и поволни кредитни линии од овие институции. Министре, бидејќи имам уште веќе влегувам во црвена зона со времето, а мислам дека ги исцрпевме повеќе или помалку сите овие важни прашања околу кризава, да ја прашам за уште една контроверза, тоа е за ова што денова се зборува за 7 евра квадрат што се продава таму преку пат на старата зграда Нова Македонија и така натаму, па и тоа е доведено во врска со ова државата распродава земјиште по ефтина цена, атрактивно урбано, а од друга страна се задолжуваме. Да, благодарам. Значи, и јас морам да бидам искрен, дознав за случајот од медиумите во однос на ова. После проверките што ги правевме во Министерство, констатиравме прво дека не се работи за продажба, туку постапка за приватизација, според закон за приватизација и уредба за цените, каде што одлучува управата за имотно-правни работи како самостоен орган што е во состав на Министерството, но таа е разликата помеѓу приватизација и продажба? Не успеам јас да ве разберам. Продажба се прави според цената што утврдува општината и што е пазарна. Добро. Приватизација има закон, има уредба, каде што е утврдена уште од 2011 и нажалост тоа останало уште до сега тој период и тука констатацијата дека треба да се менува. Тоа некој го користи многу поволно, претпоставувам. Очигледно тоа се користи, но тоа што сакам да кажам дека во овој период значи тоа е еден посебен орган што управа за имотно-правни кој одлучува врз основа на претходни акти од општината, врз основа на која државниот правобранител оценува за одлуките дали има потреба да реагира или не и се работеше за постапка која е почната според парцела, градежна парцела, каде што уште од 2014 постои таа градежна парцела од општината, имало постапки од 17-18 кога барателот стекнува собственост на објектот и во 2011 постои ваква уредба одонесена од владата со цена 7 евра и таа мора да се смени. Да сме искрени, ова е стварно дискутабилна цена за државно земјиште и разговаравме Тоа значи дека овој случај ќе си помине вака како што е. Вие говорите за измена за некои други случаи. Не само овој, и во минатото
од кога е донесена оваа уредба до сега, веројатно имало и многу други во ефектот. Само Тоа не што биле можам да кажам е забележени, дека да. набрзо ќе се смени оваа уредба и ова ќе биде последен случај што по оваа цена е дадена, каде што ќе има пореални цени, а јас можам да кажам дека и во постапките, не само во минатото, во рамките на законот, ако изгледа законски, сепак има етика и морал. Јас користам прилика на сите што искористиле ваква можност, зашто не се работи за двор пред куќа со 1 евро, туку се работи за комерцијални деловни објекти. Сите што искористиле ваква можност во минатото, во контекст на општествена одговорност, на нивна желба да дадат некоја инвестиција од јавен интерес. Нека остане на нивна желба, од аспект на етиката. Министре, чувствувам дека ги знаете имињата на компаниите кои ги повикувате, ама сега не би ме прозивал да ги кажете, и предпоставам дека тука ќе се најдат некои многу профитабилни бизниси кои што искористиле ваква можност. Ве фатиле на спиење, тоа така се вика, министре. Сега, ако државата заспала, овие другите си имаат легално право да ве фатат на спиење. Видите, има многу работи на кои сме почнале. Една од работите на која ги опфаќа и овие управување со средства е законот за органскиот закон за буџети кој е во собрание веќе една година. Таму се даваат поголеми надлежности за системски да се следат сите собствености на државата. И тој не поминува заради ова веќе и тој закон е усогласен и со Европска комисија и со другите меѓународни институции. Имаме грант од Европска комисија 5,5 милиони евра за програма систем да се воведе за трезорот, за транспарентност. Имаме уште 20 милиони евра за тој проект, за тој закон, поволен кредит од Светска банка со поддршка за да воведеме еден добар даначен систем, фискални правила, фискален совет и други работи што не се клучни. Тие се заглавени во собранието. За крај сосема брзо да ве прашам, ако може и кратек одговор, очекувате ли ова да се одоговлече сега овие мерки што вчера ги предложивте во бескрајна расправа во собранието? Според тоа што го најави опозицијата и денес е во собраниска процедура, денес во 3 сати ќе бидам таму. Јас искрено се надевам дека денес пратениците ќе ги изгласат според процедурата колку што дозволува и тоа да видат корист сите граѓани и стопанственици од мерките. Фатмир Бесини, министер за финансии, еден од главните кормилари на каде плови овој брод кога се пат државните пари во прашање. Ви благодарам за овој утренски брифинг. Благодарам на вас.